Почитувани гледачи, добар ден. Заедно сме со уште едно издание на отвореното студио на телеканал А1, во кое денеска разговараме на тема странски инвестиции во Македонија, а особено ќе се задржиме на странските инвестиции во Струмичкиот регион, но и на југоистокот. На оваа тема разговараме со господинот Данчо Николовски, државен советник за странски инвестиции. Господине Николовски, добар ден и добре дојдовте во отвореното студио. Добар ден и ви благодарам за поканата. Кажете ни еве на почеток нешто повеќе околу секторот за странски инвестиции при кабинетот на премиерот на Република Македонија во кој работите. Така, се разбира, би започнал нели со секторот во кој што работам, но пред се да напоменам дека секторот е само еден од многуте луѓе кои што се инволвирани во целокупниот процес на привлекување на странски инвестиции. Тука нели би започнал и би ги спомнал сите оние министри кои што се целосно инволвирани, министрите за странски инвестиции кои што се инволвирани во привлекувањето на странските инвеститори. Се разбира тука и агенцијата за странски инвестиции со сите промотори кои што се низ целиот свет. Тука би ја спомнал и дирекцијата за технолошко развој индустријски зони со нели директорот Виктор Мизо и од неодамна, односно од пред околу 2 години веќе ново отворен сектор со цел за привлекување мали и средни предпријатија од целиот свет, со цел да не се запостави нели и тој сегмент, пошто исто така битен колку што е битен сегментот на привлекувањето на големите корпорации и големите компании. Се работи за еден релативно енергичен, млад или динамичен тим од околу 11 членови и кои што активно моментално работиме на доста проекти, успешно можеме да се пофалиме со еден добар успех. Веќе имаме донесено неколку инвестиции, неколку странски компании кои што отворија или се во процес на отварање на нивна компанија во Македонија. Пред се би ги спомнал еве последните две компании, се работи за две грчки компании кои што инвестираат моментално во Битол и во Битолско. Тоа се двете компании Цера Метал и Пластики. И нормално ние водиме активна политика и разговори со уште голем број на други компании кои што се надевам дека нели понатаму ќе во текот на оваа година или во текот на наредните години ќе имаме едно успешно заедничка соработка. Така, еве да позборуваме за странските инвестиции во Струмица. Што тие придонесоа за овој дел од земјава? Се разбира, така, за Струмица можеме да почнеме конкретно од една од најголемите инвестиции тука, не само во регионот, меѓутоа можеме да кажеме дека таа беше една од најбитните инвестиции во Македонија. Се работи за компанијата Johnson Controls, односно сега веќе позната како Adient, нели со ребрендирањето. Johnson Controls првично отвори сопствен капацитет, сопствена компанија во Бунарџик, во Скопје, меѓутоа тука не запра, продолжи со проширувањето, денеска се наоѓа исто така и во Штип, како Адиент, и како трета фабрика се наоѓа, односно веќе започнате процесот на градба во технолошко-индустријско развојната зона во Струмица. Се разбира, токму и за тоа е отворена оваа технолошко развојна зона, со цел да се привлечат голем број на странски компании не само во Скопје, него да се направи на диверзификација и во останатиот дел на земјата. Конкретно да се насочам нели за Адиент, се работи за една добра инвестиција за околу 20 милиони евра и они планираат да вработат некаде околу 1500 работници. По обем на инвестиција е нешто слично со инвестицијата што веќе ја направија во Штип. Повторно се работи за една инвестиција од околу 20 милиони евра и таму веќе они имаат вработено повеќе од 1800 луѓе, кои што таа бројка планираме да порасне уште за околу 200 луѓе, така да би се комплетирал еден циклус, нивни циклус од околу 2000 луѓе. Моментално Адиент работи во Струмица, во браунфилд објект, во веќе постоечки објект, околу 600 луѓе се веќе вработени, извршуваат одредено пробно производство. И планираме некаде во текот на оваа половина од оваа година, првата половина од 2017 да започне целокупното производство во технолошко-индустријската развојна зона во Штип за Адиент. Со тоа практично би се отпочнал производниот процес на првата фабрика, на првиот капацитет во ТИРС зоната во Струмица и се надевам дека тука нема да запрем, нормално дека ние постојано работиме на привлекување на што е можно повеќе компании конкретно за регионите надвор од Скопје, се разбира. Тука би спомнал исто така една компанија која што е значајна за регионот, тоа е Агрокор, хрватски еден инвеститор,
велам значајна затоа што се работи за компанија која што е во областа на собирањето, односно прибирање на земјоделски производи, на зеленчук и овошје, нели? Тоа е еден процес кој што исто така значен, бидејќи се работи за еден сигурен пласман на македонските производи во странство. Се работи за компанија која што ќе ги извезува, односно ги извезува самите производи надвор од Македонија. Како инвестиција е планирано да биде околу 20 милиони, меѓутоа она што е битно за оваа компанија дека планира да вработи околу 300 работници. Се разбира, повторно се работи за сезонски работници, нели кога е сезоната на бербата и на откупот на овие производи, таа бројка би се зголемувала и до 300. Доколку не е сезона, односно доколку сезоната се промени сезоната, таа бројка би се намалила. Меѓутоа одлично функционира, веќе од лани они извршија практично и ги придобија уште 3 други дополнителни компании и откупни центри, веќе постоечки откупни центри, 2 постоечки во Струмица беа, а уште една беше веќе во Ново село. Со тоа што е направи еден комплетен циклус и за сега се задоволни со она што го работат. Еве, не само за Струмица, конкретно за југоисточниот регион, што придонесоа странските инвестиции? Так, се разбира, доколку зборуваме нели за Струмица и Струмичко, можеме да се пофалиме со други две странски компании кои што се на некој начин кажано од сличен сектор. Се работи за две компании кои што имаат за цел отварање на рудници. Едната компанија има за цел да отвори рудник за бакари за злато, а другата компанија нормално само за рудник. Да почнеме поединечно за двете да ги образложиме. Значи едната компанија се работи за инвестиција во районот на Иловица. Компанијата Euromax Resources, која што ќе направи една од најголемите инвестиции во југоисточна Европа во денешницата. Се работи за инвестиција од околу 500 милиони евра и планирани вработувања од околу 500. Значи една голема инвестиција, не само за Струмица, туку и за целиот струмички регион. Се работи за компанија која што подолго време е веќе присутна во Македонија и која што подолго време веќе вршеше истражување дали на почвата со цел да се испита можноста за искупување на овие природни ресурси. Веќе од неодамна добивме потврда, нивна потврда дека резултатите се позитивни, дека ќе започнат со целиот тој процес на инвестирање, да се отвори рудник за искупување на злато и на бакар. Другата компанија која што е исто така битна и по обемот на инвестиции и по обемот на бројката на вработувања која што ќе ги донесе, се работи за украинска компанија Сардич, која што исто така вршеше испитување на 3 одделни локации, двете се во Струмичко, едната е во близина на Кумановско Старо Негоричане. Планот е малце поспецифичен и можем да кажем и поинтересен нивниот план за работа во Македонија. Пред се затоа што не бевме единствената локација каде што врше истражување покрај Македонија, односно Европа, беа таргетирани и земји од Африка и земји од Јужна Америка. Меѓутоа, според нивните испитувања, Македонија е најпогодна за нивните инвестиции. Покрај искупувањата на рудата кои што планираат да ги прават, значи они планираат да направат и целосна вертикална синхронизација на производството, покрај искупувањата да вршат и производство, значи производство на бакарни жици, на цевки, значи ќе имаме еден процес на целокупно производство и во текот на овој цел процес би биле вработени од прилика 250 луѓе. Затоа што се планирани нели околу директни 100 вработени во процесот на искупувањето на рудата и дополнително уште 150 вработувања за да се комплетира нели целокупниот процес на целото производство кое што го планираат. Така. Што значат странските инвестиции во нашата земја и посебно нели за граѓаните на Македонија? Се разбира, најбитно е за граѓаните на Македонија е она што може би мерливо за нив, односно да се зголемува бројот на вработувањата, да се зголемува платата, да се зголемува стандардот на живот. Тоа сите ние го сакаме, тоа сите го посакуваме и целиме кон тоа. Всушност и самата влада цели кон остварување на сите овие работи. Можем да се пофаламе едноставно со успехот на владата во текот на минатите 10 години, затоа што невработеноста е значително намалена, од околу 38% е намалена на 23,4% според последниот податок кој што го имаме, што е една значителна бројка и не би била можеби толку голема како бројка, не е толку добра за фалење,
сепак е висока бројка од 23% и на кое што ние упорно ќе работиме и нели нормално таа да се намали испод 19, 18, 17% нормално, што пониско толку и подобро. Затоа што намалувањето на невработеноста значи и директно зголемување на животниот стандард на луѓето, зголемување на платите, се разбира, оно што е најбитното за луѓето. Меѓутоа, ајде да кажем, корелацијата, поврзаноста нели на привлекувањето на странските инвестиции со ова намалувањето, покрај оно што е директното намалување, оно што го викаме преку директните вработувања, кои што влијае и како влијае нели во намалувањето на невработеноста, имаат и одредени индиректни фактори кои што исто така влијаат во самото намалување на невработеноста и во покачување на животниот стандард. Би кажал еве само дека со самото доаѓање на една странска компанија, на една странска инвестиција, голем број на домашни, локални компании се најмени со цел да се олесни тој процес на инвестирање на странската компанија. Би започнал нели со адвокатски, со најмување нели на адвокати, на сметководствени бироа, бидејќи нели таа компанија треба да се регистрира во Македонија. А потоа треба да се направи план за градба, треба да се изгради таа фабрика, треба да се осигура таа фабрика, треба постојано да се има обезбедување на фабриката, кетеринг служби да се има постојано, нели да се носат одредени оброци за луѓето кои што се без разлика сменско или несменско работење, треба да се донесе оброк за тие луѓе и сето тоа го прават македонски компании, кои што благодарение на зголемениот обем на побарувачка, на производство кој што го имаат поради странската компанија, индиректно помагаат во намалувањето на невработеноста, односно и директно затоа што они мора да вработат дополнителен број на луѓе со цел за да навремено биде сработена работата која што се бара од нив како добавувачи, се разбира. Тоа се едни од оние најочигледните работи кои што често се спомнуваат нели и од самите министри, од сите инволвирани во процесот на привлекување на странски инвестиции. Меѓутоа јас би сакал да напоменам уште барем една работа која што често е заборавена и од луѓето да се напомене и можеби не е толку опиплива, можеби затоа и често заборавена. Се работи за процес на носење на нови технологии. Технологии кои што не сме ги имале ние порано, технологии кои што не би ни постоеле, не би ни биле присутни во Македонија доколку самите компании не ги донеле. Се работи за процес на носење на нови знаења. Значи, самите луѓе кои ќе се вработат, доста често тие се праќаат на обука во матичната земја од каде што потекнува компанијата. Во најголем случај нели се работи за германски, англиски, амерички компании кои што инвестираат во Македонија, што значи дека тие луѓе добиваат знаења и искуства кои што ги стекнуваат во странство, а за што и се платени практично. Сето тоа е една огромна придобивка и за граѓаните, затоа што стануваат и поконкурентни после тоа на пазарот на труд. А исто така нели покрај сето тоа технологиите и знаењето се носат и одредена бизнис култура или начин на менаџирање и стопанисување во приватниот сектор кој што подоцна нели представува едно одлично искуство за сите тие луѓе кои што работат и кои што ќе го стекнат како искуство во текот на нивното работење во таа компанија, во тој странски инвеститор. Дали се во тек еве можеби некои нови преговори со нови странски инвеститори? Се разбира, ние како сектор, значи ќе зборувам од името на целиот сектор, сме во процес на преговарање и договарање со голем број на компании. Не би сакал да навлегувам конкретно во имиња или во бројки, сепак нели имаме една практика да го објавиме името на инвеститорот тогаш кога тие ќе ја објават нивната инвестиција. Не би сакале нели да створиме нели да не се створи одреден, ајде да не речем конфликт, премногу можеби груб збор, меѓутоа едноставно практикуваме тој чекор на кажување на која инвестиција ќе дојде со името, точно со кое име и од која земја, да го практикуваме тогаш кога самата компанија ќе објави. Меѓутоа сум оптимист дека во текот на оваа година ќе видиме уште странски компании и се надевам дека и во Струмичко, меѓутоа и во целата држава во Република Македонија и се надевам дека нели овој процес на криза во кој што сме моментално влезени што поскоро ќе заврши со цел да се охрабрат и самите компании многу полесно да го отпочнат и да го завршат тој процес на инвестирање. Што е со македонските компании? Дали тие може да ги користат истите поволности за инвестирање кои што ги користат и странските компании?
Ви благодарам на прашањето и баш е интересно затоа што многу често нели се слуша и по разноразни форуми дека едноставно македонските компании не ги добиваат истите работи кои што ги добиваат и странските компании. Би сакал да напоменам неколку факти околу сето ова. Значи пред се работи за странските компании кога зборуваме, се работи за компании кои што регистрираат домашна компанија, македонска компанија. Значи тука зборуваме за македонски компании, сите се македонски компании, со тоа што разликата е во потеклото на капиталот. Странските компании, оние кои што ги викаме нели странски инвеститори, имаат странски капитал, додека локалните македонски имаат македонски капитал. Да напоменам дека еве ќе тргнам од Законот за технолошко-индустријска развојна зона. Тоа е закон кој што е пропишан и кој што е ист и важи за сите компании без исклучок. Не можеме да кажеме дека важи за странска компанија, а не важи за македонска компанија, нели? Законот нели е ист, важи за сите и јас ги охрабрувам сите македонски компании кои што имаат спремно бизнис план или доколку немаат да спремат бизнис план, а се извозно ориентирани и сакаат да едноставно се насочат кон освојување на нови пазари, со тоа што сакаат да почнат да произведуваат нови производи, исти, слични, односно слични или различни од оние кои што ги произведувале до сега, да ги искористат овие поволности кои што се нудат за производство во технолошко развојните зони. Тоа не значи дека тие практично треба едноставно да го префрлат нивното производство од моменталното производство каде што го обавуваат во технолошката зона, да го затворат и да го отворат во зоната со тоа што ќе ги префрлат и вработените, него значи дека тоа што си произведувале до сега треба да си го произведуваат, но да отворат нешто ново, нов производствен погон со тоа што ќе произведуваат слични или различни производи, нели наменети за различни пазари, за различни клиенти. Да спомнам исто така дека веќе имаме македонски компании кои што имаат склучен договор и се во процес на инвестирање, моментално се во процес на инвестирање во Бунерџик, во технолошката зона во Скопје. Се работи за две компании, Хайтек и Тетепласт, кои што заедно имаат плани, заедно, јас ги кажам како заедно, тие се две одделни компании, две одделни инвестиции и се работи за бројка од околу 50 милиони, инвестиции од околу 50 милиони евра и број на вработувања кои што ќе го донесат ќе биде околу 500 луѓе, што значи дека имаме македонски компании кои што го користат овој момент, нели, според законите кои што се пропишени да склучат договор и да, нели, извозно ориентирани компании и да почнат да го почнат своето производство во една од технолошките развојни зони низ Македонија. Голем број на извештаи, како што е, например, Doing Business, потврдуваат дека Македонија стана атрактивна дестинација за странските инвестиции. Па како се дојде до тоа Македонија да се најде на оваа листа? Па не беше случајно, нели, сето тоа Македонија да се најде на оваа листа на Doing Business репортот на Светската банка. Светската банка си креира своји репорти на база на одредени параметри, на одредени мерења кои што ги следат низ текот на годините, како што се да речем одредени работи во кои што Македонија доста напредна и кои што направи промени со цел да ги поедностави сите процеси за привлекување на странски инвестиции. Ајде да ги спомнам, нели, тука катарските реформи, би издвоил процесот на добивање на дозвола за работа, процесот на добивање на градежна дозвола, самите даноци, обемот на даноците, сите овие параметри се зимаат и бројчано се ставаат на една табела, нели, каде што на крај се произлегува она кој е рангот на земјата на светски рамки мерено. Македонија во текот на минатите години бележи постојан раст, што е значајно да се спомне, затоа што не се работи за случајно наоѓање на топ 10 во топ 10 дестинации низ целиот свет во нивниот репорт, туку едноставно постојано покачување и стигнување во одреден период, нели, за Doing Business репортот 2017 да се најдеме во топ 10 дестинациите. Односно топ 1 прва дестинација во југоисточна Европа, доколку ја земеме како одделна територија. Она што е интересно да се спомне не е само овој репорт кој што ја рангира Македонија така високо и кој што, нели, ги дава своите пофалби за она што е остварено. Би го извел уште еден исто така многу значаен репорт на една реномирана куќа, тоа е IBM институтот. Овој институт ја рангира Македонија на прво место, веќе 2 години поред. Прво место по ново отворени работни места
по глава на жител, ново отворени работни места кои што се креирани од странските директни инвестиции. Значи ние веќе 2 години сме на врвот на таа листа, позади себе се голем број на други економии како што од нашиот регион, така и од светски рамки, како што би спомнал Србија, исто така е позади нас, Дубај, односно Обединетите арапски емирати, и се надевам дека ние ќе го задржиме овој успех, дека и ќе направиме нешто што ни една земја не направила според нивните репорти, односно 3 години поред да го задржиме првото место. Како ги насочувате заинтересираните во кој регион или во која индустријска зона да инвестираат? Тоа е еден процес, практично процес кој што започнува уште од првите контакти со компаниите, уште од дона кога самите си објаснуваат што е она што го бараат кај земјите каде што сакаат да инвестираат. Затоа што видите, не секоја компанија е иста по она што го бара. Некоја компанија има преференција да биде блиско до аеродром. Значи им е од значење да се во близина на аеродромите, има од значење да има добра инфраструктура во местото каде што се наоѓаат. Токму овие компании се стационираат во близина на нашите аеродроми, како што се Охрид, нели, и Скопје. Имаме такви компании кои што им е многу битна расположливата работна сила, затоа што можеби планираат да вработат 100 IT инженери или па голем број на технички инженери, на електро и машински инженери, и кои што како работна сила не може секогаш да се најдат во местото каде што они ќе го посакаат, нели, доколку сакаат да инвестираат. Еве да речем во Струмица нема доволен број на такви инженери, се разбира дека ние би ги насочиле во место каде што има достапна работна сила. Тие параметри, како што кажав, нели, се разговараат во текот на целиот процес на преговарање и нормално, нели, со изготвувањето на бизнис планот од нивна страна ние добиваме целосен преглед на тоа колкав број на луѓе ќе се вработат, од каков калибар, нели, ќе бидат тие луѓе, и на база на тоа се едноставно насочуваме. Заемно е да речем дека е тоа насочување во кој регион на Македонија ќе би била таа инвестиција најповолна за да се случи. Да напоменам дека на почетокот, нели, како што се случи, голем број на странски инвестиции доаѓаат токму во Скопје, бидејќи расположливоста на човечката сила беше на едно високо ниво, значи Скопје како главен град нудеше многу од страна човечки ресурси, аеродромот, нели, во близината, инфраструктурата, но целта не беше сите инвестиции да се насочат, и нормално се уште не е така. Целта не е инвестициите да се насочат сите на едно место во нашиот главен град, меѓутоа да се направи една диверзификација, колку што е можно тоа повеќе да се насочат и во периферните делови, односно во сите региони во Република Македонија. Така денес имаме инвестиции кои што се сегдека буквално распространети од Тетово, Гостивар, Кичево, Охрид, Струга, Битола и Прилеп би ги набрал, Струмица, нели, Штип, и стануваат едноставно одредени градови, стануваат и лидери, односно индустријски центри по тоа колкав обем на инвестиции е инвестирано, колкав број на луѓе се вработени и колку компании практично се донесени во тој град или во тој регион. Дали и колку моменталната политичка криза во државата ги одвраќа инвеститорите од тоа да инвестираат овде? Колку тоа влијае на нив? Секој вид на криза влијае на процесот на привлекување на странски инвестиции, особено доколку таа криза се задржи подолг временски период на одредено место, како што е моментално, нели, политичката криза, која што е отприлика некои 2 години ние се соочуваме со таа криза и, нели, се надевам дека сето ова брзо ќе заврши. Меѓутоа се разбира дека влијае. Како што кажав, не само политичката и она што е кое што доаѓа од внатре од Македонија, меѓутоа и сите надворешни фактори, се она што се случува во Европа, во Турција, нели, во нашите соседни земји, влијаат на тоа како ние сме перцепирани од страна на странските инвеститори. Можам да кажам дека нема компанија која што инвестирала во Македонија која што си заминала поради политичката криза, меѓутоа добар дел на компаниите едноставно го имаат ставено нивниот проект на стендбај, чекаат да заврши кризата за понатаму да продолжат со процесот на преговарање и доколку, нели, започнале со инвестиција, сето тоа се стагнира и е стопирано. Со тоа што кога ќе заврши кризата би сакале, нели, да го довршат тој целокупен процес. Меѓутоа имат и такви компании кои што првично биле решени да инвестираат во Македонија, но поради кризата, поради тоа што долго време се задржа, решили да инвестираат во некои од нашите соседни земји, кои што на некој начин се исто така конкурентни, на некој начин и се и наша конкуренција.
А дали конечното завршување на политичката состојба во Македонија ќе придонесе подобри резултати во полето на вашата работа? Токму така, дефинитивно ќе придонесе. Јас се надевам, нели, дека напоменав неколку пати дека оваа криза ќе заврши што поскоро, затоа што со завршувањето на политичката криза ќе се врати и оној оптимизам и доверба кај самите компании за бизнис климата во Македонија. Меѓутоа, ние моментално се фокусираме, без разлика кризата си е криза, ние не го немаме стопрено тој процес на привлекување на странски инвестиции, иако е тешко да се работи во овакви услови. Ние активно работиме на привлекување на странски инвестиции и ден денес ние имаме состаноци и имаме посети од самите компании во Македонија, нели, покрај кризата. Иако тоа интензитетот на тие посети е доста намален, драстично намален во однос на она што било претходно. Би сакал да кажам дека покрај она што активно работиме на привлекувањето на странските инвестиции, ние работиме активно и на помагање на самите компании кои што се веќе тука да извршат што е можно побрзо завршување на оној целокупен процес на инвестирање во нивните капацитети, со тоа што би за поскоро време они би ги вработиле оној оптимален број на луѓе кои што планирале да го вработат, а со тоа нели би се допринело до намалување на невработеност и нели покачување на животниот стандард. Покрај тоа активно работиме на самото спојување на овие компании од локалниот бизнес сектор со странските компании кои што идат, со цел македонските локалните компании да станат добавувачи на странските компании. Едноставно да им станат ни клиенти со кои што ќе имат една редовна соработка. Денеска можеме да се пофалиме дека имаме повеќе од 500 компании кои што соработуваат со речиси сите компании странски инвеститори во било кој од зоните кои што се нели распространети низ цела Македонија, кои што се моментално 14, а да напоменам дека планирани се дополнителни отварање на нови зони за целокупно да се заокружи таа бројка на 17 зони. Господин Николовски, аз ви благодарам за одвоеното време и за вашето денешно гостување. Ви благодарам уште еднаш на поканата, ми беше чест да бидам дел од оваа ваша емисија. Почитувани гледачи, и вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Останете со програмата на телеканал А1 и имајте пријатен ден.